Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Јадранка Костова и во овој дел од отвореното студио на 1 ТВ заедно со колешката Гордана Дувњак ќе разговараме со Слободан Богоевски, поранешен шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање. Добре дојдовте. На службата за државна безбедност. Добро. Имате ретка можност со две плавуши да ви интервјуираат. Русокоси. Добро, така. Популарен назив. Благодарам на поканата. Така. Го насловивме овој дел како Македонија пред раскрсница, но знаеме денеска не е, да речеме, настан на денот, настат на столетието за нас. Ќе помине ли предлогот за уставните амандмани во собранието или не? Беше најавувана седницата за 21 часот, се одложуваше неколку пати. Колешката Весна Велковска треба да е таму. Цел ден го помина во собрание. Да, малку и во ВМРО ДПМН на прес. Да. Па Весна, дали се слушаме? Дали имаме Весна? Очекуваме во секој момент. Режија, дали ја имаме Весна Да, или да рекоа за продолжиме? кратко. За куса време, да. Од ВМРО ДПМН еве Весна. Весна? Да, слушаме. Започна ли собраниската седница или што се случува, што се најавува? Еве накратка, Јадранка, во секој момент овде во собранието очекуваме да започне собраниската седница која спикерот за Фери ја закажа за 21 часот. Седницата се уште не е почната, во пленарната сала има околу 10 пратеници. Инаку собранискиот помина во преговори, договори, брифинзи, пресконференции, во текот на денот неколку пати пробиваше вестот дека е обезбедено мнозинството, но за подоцна да следи информацијата дека се потребни, односно биле потребни уште еден или двајца пратеници до потребните 80 гласови за промена на уставот. Инаку со почетокот на седницата ќе се види и дали власта го обезбедила го третинското мнозинство за уставите и измени. Овде новинарите се уште сме во тоа очекување, инаку овај четврти ден од расправата пред околу час и половина во партиското седиште на ВМРО ДПМН генералниот секретар Игор Јанусев одржа пресконференција на која упати обвинувања до власта дека врши уцени, закани и притисоци врз нивните пратеници, се со цел да гласат за уставни измени. Јанусев без да именува кој вршил притисоци на кои опозицијски пратеници им се упатувале закани или понуди за подкуп, го повика јавното обвинителство да реагира под допрен глас. Тој рече дека на еден пратеник му биле понудени дури и 1 милион евра, на друг 2 милиона и на трет само 250.000 евра. Инаку пратеничката група на СДСМ на пресконференцијата овде во собранието која беше одржана во 20 часот ги отфрли обвинувањата на ВМРО ДПМН дека биле вршени притисоци и закани. Пратеникот Костадин Костадинов рече дека ваквите лаги се смислени од антизападното раководство на ВМРО ДПМН и дека за невистините ќе поднесат соодветни тужби. Костадинов ги повика пратениците на ВМРО ДПМН да действуваат одговорно и да се спротивстават на антизападното раководство на ВМРО ДПМН, бидејќи ниту едно вакво поднесување нема да ја закочи днината на Македонија кон Европската унија и НАТО, без разлика на тоа што не им се допаѓа на Мицковски и на Груевски. Весна, извини, ке те прекинам. Дали во собраниската сала се таму пратениците од опозицијата? Во опозицијската сала се само во моментов се 10 пратеници, но само од мнозинството. Од опозицијата повторно нема присутен пратеник, значи очекуваме. Седницата беше закажана за 21 часот, еве веќе 10 минути сме во очекување. Овде има голем број на новинарски екипи и очекуваме почетокот да видиме дали ќе биде отворена, дали собранискиот спикер ќе отвори седницата, односно ќе го продолжи четвртиот ден од собраниската расправа за уставните измени. Дали имате предпоставки дека ќе се гласа или ќе продолжи расправата? Вака сега спекулациите се големи. Има
неколку мислења. Според едни велат дека обезбедено е двотретинско мнозинство, според други дека оваа седница можеби ќе биде презакажана за во среда. Добро, Весна, доколку има нови моменти, доколку започне седницата, Да, очекуваме да се Така, вклучиш да. повторно во програмата. Очекуваме да продолжи. Екипите се собра, тргнаа камерите надолу, па во Така. секој случај ќе бидеме во контакт. Благодарам. Господине Богоевски, драматичен ден во собранието, многу обвинувања, многу различни информации. Како го оценувате вие? Какви ви се проценките? Ке успели собранието вечерва се состане или исходот ќе го чекаме следната недела? Ова драматичност е нормална за вакви околности. Ки нас е за вакви- постојано драматично. Да. Да, не само што е постојано, него во вакви клучни моменти секогаш било драматично. Истото се случуваше и 91 година, пред донесувањето на одлуката за распишување на референдум, иста ситуација имаше ваква. На крај сепак превагна чувството на заедницата, припадноста на заедницата, чувството на општите интереси. И тогаш имаше вакви големи расправи, ако се Очекувате дека тоа ќе се случи и овој пат? И на крај се преломи тоа. Правите паралела, ставате од исти ранг дека е ова гласање денес, односно Може договорот. би не можеме целосно да го поистоветиме, али во суштина е исто. Зошто? Тоа се донесуваше одлука за осамостојување на Република Македонија во присуство на Југословенската народна армија, во присуство на многу поинакви сваќања, кавги во парламентот, се сјавате на јавна сцена, беше навистина драматично и ризично, како што и сега е на некој начин, иако не постои таква непосредна закана како 91 година, но сепак последицата од оваа одлука ќе биде многу долготрајна и со судбоносно значење. Јас Според сум вас, убеден, какво е значењето, пошто имаме спротиставени ставови? јас сум убеден дека ќе помине, дали вечерва, дали наредниве денови, затоа што ВМРО ДПМН како политичка партија би го изгубил и последниот субстрат на своето постоење и ќе се одведе кон самоуништување доколку продолжи да се спротиставува на, ја ги разбирам чувствата, затоа што истите чувства ги споделувам и јас и вие, верувам. Не е лесна одлуката да одлучувате за било каква промена во употребата на името, односно етнонимот Македонија, соодветно на тоа и државата. Дали Но- договорот од Преспа е толку штетен, Но, како што тврди ВМРО ДПМН? но тогаш како се преломи? Сваќањето дека ни нема друг излез и друга легитимација во минородните односи, осем референдумот и успешниот референдум, овој пат помалце таа збрка што настана и во начинот на кој се водеше целата ова кампања и отпорот од заробената држава, ова го оценуваме како рефлекс на заробената држава од изминатите 11 години. А на имате владење. забелешки на начинот како власта водеше кампања? Секако дека имам, не се најбитни, али ова генерално може да оцениме сегашното однесување на дел од раководството на ДПМН како рефлекс на претходната заробена држава и партијата која заробе државата. Они беа научени на едно авторитарно владење, насилничко владење, закани, уцени, што впрочем и сега го гледате дека е присутна ова реторика што ја слушавме на пресконференцијата, тоа е затоа што долго е практикуваа таа метода на работење. Не верувате дека мнозинството нудело милиони? Немало такви работи никога, нити сега може да има. Тој не може да биде одлучувачко. Но последиците, реков, од овој референдум ќе бидат катастрофални. ВМРО ќе се одведе кон самоуништување, ево зошто. ВМРО настана 90-та година на идејата за самостојна Македонија. И јас, кој толку многу како премиер и покасно сум го напаѓал тогашниот председател Лјупчо Ѓорѓевски за погрешни одлуки за ово, морам и секој пат му давам признание за неговата улога и улогата на генералниот секретар Змејковски и на останатите, Радка Димитрова од таа претеничка група, кои цврсто застана при тие преломни моменти во тој период дека на Македонија и е потребен референдум. 90. Тоа ги доведе и на власт. Ако се сеќавате, освоја најмногу пратеници, 39 од сите политички групации. Говорите за првите повеќе партиски избори.
Тоа е капиталот што го создаде ВМРО ДПМН. Голем дел од тој капитал беше прокоцкан во изминативе 11 години на практицирање на власта, со сите епитети во меѓународните односи што ги добивме на заробена држава, на политички монтирани случаи, на да не ги се разглабаме, не се битни. Што преостана сега? Ова одлука е судбоносна. И во овие моменти не е потребен лажен патриотизам, затоа што сите го препознаваме тоа. Во ситуација е потребно родолюбие. Дали сте навистина заинтересирани за добробитта и за општиот интерес на ова држава, на својата фамилија, на својот народ, или мечтаете да дојдете на власт. Ако некој сонува дека ово ќе го искористи со тие весели математики, ние сме со народот, не е точно тоа. Ниту една партија не префрлила повеќе од 20% на било кои избори. Никој не може и не смее да се повикува на народ, затоа што никој не добил таква поддршка од народот. Нити едните може да се сметат победници, како што прават весела математика, а уште помалце дека тие што не излегле биле уз Милиони 200 или па ВПН се поднесува. Тоа е толку ефтино и тоа ќе им се удари од глава и верувам дека се свесни дека ако овој пат продолжат со ваков отпор, дека тие со последниот субстат ќе го изливат и тие ќе се движат понатаму кон само уништување. Не некој друг. Дали доколку, извини Јадранка, доколку ВМРО имаше поискусен, похрабар лидер и може би човек кој што ќе успееше да се дистанцира од едно партиско јадро, ќе можеше да го препознае моментот и се ќе беше поинако. Па, секако би било поинако. Јас сепак сметам дека ова нормална ситуација во самото раководство на ВМРО, бидејќи, знаете како се одвиваше ситуацијата на избор на ово раководство, тоа беа на некој начин окторирани од претходниот председател. Значи, тоа се кадри на претходниот. Што е нивниот интерес? Нивниот интерес е се да се направи да се спасат од правдата, да не се соочат со правдата. Не се само бомбите кои ги слушате од специјалното јавно обвинителство, тоа е само 3% од прислушуваните незаконити материјали. Тоа што говоревме на прошлата емисија, иронијата е нивната ударна тупаница, шефот на УБК, да им обезбеди докази за нивното гонење. Тоа е само иронија. Дали така владее, се повторува закономерност, кој од сабља живее, од неја и ќе погине. И се тоа, целата борба е околу тоа. Како да се спаси фамилијата да не се соочи со правдата. Ако тоа е залогот за ВМРО, тоа е губитничка работа и ви гарантирам дека ВМРО ќе исчезне, односно само ќе се. Да, велите ќе се самоуништи, но што станува со државата? Дали ваквото однесување може и државата да ја... Да, и не е ли приголем влогот за влогот тоа? Кој го става. И дали верувате дека огромен. има пратеници кои искрено сакаат да гласаат? Има и сигурен сум, затоа што ја го знам кодот на ВМРО, особено на основачите на ВМРО. Тие кои живееа со идејата за самостојна Македонија. Тие сигурен сум дека се свесни за другите димензии и дека ово, да не речам, насилно притискање на пратеничката група, која фактички, иако сите партии се повикуваат дека се избрани пратениците нивни од народот, тие не се. Ние имаме пропорционален систем, тоа е еден од сегментите на заробената држава. Ние имаме суспендирана сувереност на граѓаните, како што е дефинирано во Уставот. Бидејќи не одиме на избори да граѓаните избират листи пратеници кои не ги не знаат. Да, тоа го зборувавме и денеска во лесно е да се манипулира сега вака, со застрашување дека ќе бидат, како што слушате, им прават притисоци по живот, по нивните фамилии, ако гласале за предавничкиот договор. Ево јас. Како го оценувате договорот? Кој со толку страст и љубов пишувам за нашето славно минато, за нашата славна култура која одбележала светската цивилизација. Ево јавно кажам, се ќе почнам од последните збори што би требало да ги кажам во оваа емисија, ќе кажам сега на почеток. Јас гласав и го поддржувам овој договор не затоа што тој ме прави среќен. И верувам дека никого, нити па водечките личности кои го носеа товарот на преговорите, премиерот Заев и
министерот Димитров, верувам дека не се среќни. Но околностите во кои се наоѓаме и решението што е понудено во овој договор треба навистина да се правилно исчита. И не е толку страшен по последиците кои ги носи за нашата иднина и вклучително и нашиот културолошки, историски и државноправен идентитет, колку што тоа се представи во јавноста. Нити па одењето во НАТО и Европска Унија е одење во рајот. Нас тек ни почнуваат предизвиците, но ако овој чекор не го направиме, тогаш навистина сум загрижен што ќе остане од нас. Ние, ова поддршка што имаме сега во моментот, особено од водечката сила во НАТО, Соединетите Американски држави, ова е четврти пат како ни пружаат рака. Не затоа што ние представуваме не знам Кои се каква сила. претходните три? Ние нити сме не економска, нити воена, нити не знам каква сила. Ние бевме после 91 година, како што знам да се нашлам некој пат, новородено дете во Минародната земјица, чиј родител не се знае. Иако викавме поранешна Југославенска република Југославија. На одреден начин тоа беше проблем. Зошто? Се нарушија меѓународните договори кои се ратификувани и во овие конвенции кои се цитираат во ова. И овдека во овој договор имате збиена историја од неколку века, иако наведом изгледа дека нема. Рековте четврти пат подадена рака. Кои беа претходните три пати? Точно. Знаете дека овој договор имаше менторство од Обединетите нации, посредникот Нимиц и Соединетите држави и Европската унија делумно. И ако ова шанса ја пропуштиме, тоа ќе биде катастрофална одлука и одговорноста што треба да си ја понесат сите кои сега одлучуваат, на вистина е огромна. Американците, ево, веројатно, малце се расправало за историјата на овој договор, што е исклучително важно за да се разбере. Бидејќи само другите членови се технички членови, карактеристични за секој еден обичен меѓународен договор, дали билатерален или мултилатерален. Многу често во дебатите се споменува членот 8. Да. Каква е опасност и дали воопшто има опасност во тој член? Ово е невидено мајсторство на авторите. Јас не знам кој е автор на драфтот. Авторите не ги гледате тука и во Грција. Али ово е невидено мајсторство. Зошто? Да помири две заблуди. Кои се во тие? кои живееме во Грција и во Македонија. Заблуди на историските науки. Свеста која имаме ние профилиране и за која сега расправаме, за која се потресуваме дека нас ни се зема далечното минато античко со овој договор, е резултат ништо повеќе него на една профилирана и христијанизирана свест, која ни е длабоко всадена преку образовниот систем за нашиот карактер, дека сме дојденци, дека сме биле неписмени, дека вакви и онакви сме биле, и во исто време свеста испрофилирана во Грција. А историјатот на создавањето на овие држави е продукт на европските кралски семејства. Европа никој пат нас не поддржа во изминатиот период на ниедна меѓународна конференција. Да не збориме почнувајќи од Сан Стефанскиот договор, преку Берлинскиот конгрес, Версајската конференција, одма после Неанајската конференција која е создавана кралството на србите, хрватите и словенците, па понатаму Кримската конференција, Познанската конференција, нас никаде не нема. Како го толкувате сега засилениот меѓународен притисок? Еве, улогата на Германија, канцеларката Меркел, но и за Соединетите Американски држави нема потреба Ќе да бидам нагласам. отворен. Да. Европа немаше со прст да мрдне ако американците не застанеа позади овој договор. Зошто? Ако се сеќавате, на Лисабонската конференција во јуни 1992 година, Европа целосно застана во негација на можноста од осамостојувана Република Македонија и употребата на името Македонија. Дури зборот Македонија да го нема Да. во називот на држава. Сега ти се вратиме за американската помош. Да. Не беше нивната помош. На конференцијата во Единбург, декември 1992 година, кога се анулира одлуките, како и британската помош,
Ние никој пат немаше да добиеме таква одлука. Сакате да кажете дека американците и британците Добро, влијаеле? да, за волја на вистината и 2001 година американците ги потурнаа процесите за да дојде и до Токму тоа потпишување сакам на да кажам. договорот. Ние можеме да се јуначиме и да бидеме и родолюби, и патриоти, и никој не може да ни го одземе тоа право. Но мораме да бидеме свесни, ако сакаме да бидеме дел од меѓународната заедница, затоа што и претендираме, сакаме да бидеме членка во НАТО, Евро, кога целата меѓународна заедница ти кажува дека ово е услов и начинот на кој е напишано, ви тврдам, дека не е толку штетен, он во основа е штетен како и секој договор. Не му се допаѓат на договорните страни. Гледате во Грција што се случува, тоа не е глумење. Тоа е вистинска драма со која се соочува Ципрас. Долго. Какви се напади има и од црквата, пред се црквата, па понатаму и до другите опозициони партии. Никаква глума не е тоа. И сега грците не го прифаќат. Кај нас исто има реакции, но ние сме тие кои го бараме приемот. И ако ова подадена рака, мислам дека ќе биде за последен пат подадена, ако не ја искористиме. Како ја оценувате улогата на Москва во сите овие случувања, бидејќи некако, како никогаш порано, реагира на сите овие настани со официјални соопштенија? Во нашата свес, како продукт на историјата, образованието, секој пат е пренагласена улогата на словенскиот свет, многу се нагласува, иако тоа е фикција, знаете дека тоа не постои, него тоа е измислица на црквата. Словени никој пат не постоеле, како макроетноним. Руската политика, ние сме многу блиски по култура, по се, со рускиот народ, тоа е факт. Никој не може да негира и нас не е нужна соработката со тој свет. Меѓутоа, руската дипломатија, ако ве подсетам дека на Сан Стефано е избриша Македонија, буквално, 1876 година. На Берлинскиот конгрес исто така. На сите меѓународни конференции нас не има избришано. Иако сме мили браќа, словенски браќа. И по вера, и по... Ама зашто вие имате дел сега од овие што се тврдокорни бойкотирам, се чувствуваат антички македонци, а сакаат со Русија да имаме соработка поголема, а не НАТО и ЕУ. Дојдовме се Како го коментирате? на вистинската тема дојдовме. Ајде. Свеста што е профилирана. Јас на никого не се лутам, тоа е нормални реакции, тоа се израз на овие заблуди. Не постои разлика помеѓу антички и словенски. Затоа што ниту едното, нити другото не е етноним, нити постои. Анти, ево да ги прашате, што значи зборот антика, антички, би гарантирам дека никој од нив не знае. Како што не знаат што значи словени. Зошто тоа не се етноними. Али македонското општество се подели заради заблудите на конвенционалната историја, дека едните се дојденци, другите се антички. Нити се антички, нити се дојденци. Колку во тоа има вина топоним. историската наука. Апсолутно. И нивната неможност да Па, ги ово објасни на вистински начин Точно, проблеми. огромна е улогата, не случајно има повеќе дефиниции Ама историјата. историјата ја пишуваат победниците. Точно, и тоа е една од дефинициите. Другата е дека е најмоćно оружје со кој цели народи може да збршите. Третата е хисторија с магистрави, таа е значи учителка на животот. Мора ние да се третираме се како учителка на нашиот живот. Да го извлечеме најмудрото што можеме во овие околности. А тоа е, значи, ако сакаме да бидеме дел од меѓународниот поредок, да обстанеме во овие околности во кои се наоѓаме, во кои благодарение и на нашата неспособност за општествена организација и државност, дојдовме во ваква ситуација. Навистина сум загрижен за нашата иднина, за нашите млади. Ево зошто. Ние немаме перспектива. Економски, скоро 3/4 од нашата трговска соработка се одвива со Европската унија. Така. Живееме од кредити, да не се тие кредити и позајмувања, ние не можеме да исплатиме пензии, плати на огромната администрација. А огромната администрација нас не ни е потребна, и тоа е резервоарот на политичките партии кои биле или сакат да бидат Некој власт. ќе рече и вие ги плашите граѓаните. Не ги таков плашам начин. на тој начин. Не во таа смисла дека ќе биде.
Него кажете ми, нека ми одговорат како ќе обстанеме. Ние за 2 месеци ќе имате редици за леп, за бензин, за храна. Ако не е таа поддршка што ја живееме, ние живееме од кредити и грантови. Нашиот економски развој е општо познат каков е. Имаме огромна администрација, огромна. Имаме 10 пати поголема од стандардот што треба да го имаме. Да, но ова е битно прашање. Од сите страни доаѓа пораката дека сега е моментот. И подобар И договор подобар не може да се направи. Да се направи. И јас исто ви тврдам. И па, зошто раководството на ВМРО ДПМН говори дека може да се направи, иако не кажува како и со кого? Раководството на ВМРО, ДПМН, ви кажав, јас како го гледам, како рефлекс на поранешниот режим, значи остаток, оно сега единствено што е заинтересирано, знаат дека може да обстанат исклучиво, да не бидат изведени пред лицето на правдата, ако дојдат на власт. Они намирисаа жртва во вакви драматични околу после исходот на референдумот и одма побика на избори. Да ги охрабрат дека обединете се околу нас, само што не сме дошле на власт. Како ја гледате во овој дел тоа е улогата трагична на Дуи, кажете? Дуи е посебна приказна и многу пати сум зборувал за Дуи, овој пат не сакам Знаеме да ги дека ви е Ма слаба точка. Не, малце беше и грешка што кога се работи за името Македонија, малце е невкусно другите да предничат во водењето на кампањата. Тоа е исто како да се работи за името ваше да го смениме, па јас да викам колку е добро да го смените. Грешка беше што беше во првите редови, тој требаше да си работи својата работа таму. Па јас немам впечаток дека беа баш многу Не, ангажиран. па толку требаше. На почеток се појави неколку пати и одма следеа реакции. Малце невкусно тоа да го правите и контрапродуктивно беше. Второ, ние нема таа поддршка кај албанците, како што е представен дека ја има, али не се, тој сепак остана со поддршка на ово, и ако останат на тие позиции, тоа е добро и за нив и за сите нас. Иначе немам добро мислење, знаете, за... Колку Северна Македонија Ама тоа е лично. Бевте најстрикното... тужен за клевета Да, од да. Ахмети, Да, му да, се да. жалувам. Господине Богоевски, колку Северна Македонија е најстрикното решение за Македонија? Се, Низ историјата... овде е содржано Така. многу во преамбулата, ако внимателно се прочита, и особено одредбите на членот 7 и 8. Тоа е збиена целата наша историја. Како што е збиена историјата на Грција. Сите знаеме каква е поновата, како дошло до овој проблем. Знаете дека во Грција до 88 година името Македонија не смеевте да го спомните. Тоа беше Министерство за Северна Македонија и целата област, така се викаше. За Северна Грција. Грција. Наеднаш кога видео се распаѓа Југославија, се актуализираше, сите сме македонци. Добро. И аеродромот стана Али веќе Македонија. помина, скоро 2 генерации помина воспитувани во тој дух. И тоа е веќе реална, фактичка состојба тамо на свеста. Низ минатото, сакам да напоменам колку се помалце и злоупотребува додавката географска Северна Македонија, како прв пат во историјата да ни се случило. Не ни се случило прв пат, по нашата долга историја, таа не е почнува од доаѓањето на словените, како што погрешно учиме. Далечното минато, Македонија не е географски поим, исто што погрешно. Македонија е етноним, па територија и држава. Македонија носи повеќе називи. Од најстари времења се викала, според старите автори, Макета, па Пелагонија, па Јонија, па разни области ќе носат нови називи, зависно од каде било се дешавато, од Ботиеја до Јордаја и така. Инкупимен. За време на римските војни, она ќе биде поделена на 4 области и сите ќе носат посебен назив. Па еден период ќе носат назив Горна и Долна и фактички тоа е само назив помеѓу македонците, тие од Горна и тие од Долна Македонија. Па понатаму Северна Македонија. Значи, не е нешто ново. Па понатаму ќе се деле во времето на Византија на теми. Имате во Одрин тема Македонија, имате кај денешен Истанбул и крај брежето Македонија таму. Како што еден дел овде струмички од крај долината на Струма ќе се вика Македонија во еден период. Така да тие називи со ништо не промениле
од идентитетот и културата на македонците. Поминало и римско, поминало византиско, поминало турско, ние си останавме македонци. Зошто? Договорот тука спори, нели, противниците Дека на ќе договорот. исчезниме. Да, дека Нема. македонски јазик, македонец. Дека ќе се обезличиме, Ако внимателно го како- читате, то прво оние респектираат повелбата на Обединетите, односно резолуцијата на Обединетите нации од 1977 година и одржана баш токму во Атина. Каде што македонскиот јазик се признава како еден од светските јазици. И то не е спорно и е вградено во овој договор. Значи, никој не го спори тој дел. Не е јазикот единствениот сегмент или субстрат на идентитетот. Целокупната култура, историја е дел на тој идентитет. Но најсуштествен дел на идентитетот на македонците е јазикот. Ево зошто. Се што правиме, изразуваме со јазик. Никој нема да може да ме натера ни мене, ни моите деца да зборуваат поинаков мајчин јазик, освен македонскиот. Погледнете наоколу. Ево најсилен доказ. Погледнете топонимијата, хидронимијата, оронимијата во Македонија. Таа од памтивека македонска. Имињата на планините, имињата на местата, имињата на реката. И во античко време Вардар си бил Вардар. На книжевниот јазик Аксиос, ама со исто значение како Вардар. Реката Треска, исто. Истите имиња се зачувани. Што говори тоа? Ниеден ваков договор не може до тој степен да го загрози идентитетот ако сами не си го направиме тоа, ако не се уништиме самите. А жртвата, која навистина е болна и навистина ово нека биде блага критика кон нашата мислечка јавност, да ја наречем интелигенција, малку отсуствуваше во кампањата историските и научните аспекти на овој договор. Ево, ви кажувам, јако со толку страст пишувам, ваков договор не би можел да составам. Многу сте навлезени во историјата, како што Ви видов. кажувам А, наистина. дали тоа во голема мерка Не ово дека се... сега треба да навиваме за некого. Не сакам да кажам дека имаме уште 20 на минути, Гордана, да Да, поминеме да. на еден друг Ова е дел. терен историјата е терен на господинот Богоевски, меѓутоа ќе ве вратиме Све малку. е историја, и ова е историја, да. сега ќе го... А, И пресудата ваша историја веќе. Апсолутно. Господине Богоевски, вие сте почесен председател на Комитетот за заштита на правата. Некако по промената на власта, комитетот и луѓето во комитетот, кои што тврдат дека се жртви на монтирани судски процеси, некако има оптимизам дека и покрај тоа што нема да има посебен закон за обновување на судските процеси, сепак од владата покажуваат разбирање за нивните проблеми, па дури и беше донесен, чинам, еден владин заклучок, Заклучи се. кој што тие заклучоци внесоа многу оптимизам, ама сега некако како да ви спласнува оптимизмот. Точно. Каде, на какви бариери наидувате и Оценката ви е точна. Само за подсетување, овој комитет е асоциација на невладини организации и поединци жртви на режимот кој 11 години Зар ли имало жртви во тој режим, бидејќи сега во МРОДПМН зборува дека сега има политички мотиви. може би ќе има дел еден во музеот за Да, овие па, жртви? еден дел од тие што зборат, толку долго го практицираат тоа, та многу добро знаат за што зборат. Оддалеку се бранат. Што го произведе ова? Ако ги погледнете извештаите на Европската комисија, Европскиот совет, Европскиот парламент, State Department. Стейт департментот, сите извештаи меѓународни во најголем дел се базирани на овие монтирани политички или мотивирани Ама процеси. секој што е суден кај нас смета дека е политички монтиран. по- Како да разграничиме? Сите се дигна, значи не само жртвите, и народот, и паѓањето на режимот не е заслуга ние на партија.
на нашиот народ е заслуга. И тоа беше навистина ужасно тешко да се зборите со таква заробена држава. Што ги мотивираше луѓето? Паролата нема правда, нема мир, така? Некако да се подзаборави на таа парола сега. Сваќам преокупираноста со проблемите на нашето меѓународно правно позиционирање, договорот со Бугарија, договорот со Грција, процесите на европските интеграции одземат огромна енергија. Ние тоаш предложивме закон, затоа што ценевме дека во Македонија не е можно толку масовно кршење на човековите права, толку многу случаи и жртви на владењето на претходниот режим, да ги исправите со поединачни процеси. Ние баравме закон со кој ќе се преиспита фактите и доказите користени во судските постапки. Значи, без да се навлегува во независното судство, во судските одлуки. Зошто? Затоа што сите ние што бевме жртви на тој режим, добро знаевме дека почнало од фамилијата. Од кабинетот на Груевски и кабинетот на Мијалков и Гордана Јанкуловска. Вие имате некакви докази Докази имаме мноштво. дека вашиот случај е монтиран, дека вие сте однапред пикиран. Ве следеле, ве слушале? Да. Сите сме слушани, следени, сите. Одреден период или Јас континуирано. по кој основ континуирано? Па за да обезбедат покритие и кај мојот случај карактеристично што Управата за безбедност и контраразузнавање постапувала за дела за кои не е надлежна. Али тоа го правеле за сите, ево како. Според доказите за кои располагаме, се одвивало на следниот начин. Секоја недела, понеделникот, на двајцата обвинители, Баџанакот Јово Илиевски и Марко Зврлевски, им почнува во кабинетот на шефот на УБК. Но реферираат кого све се уредиле изминатата недела и добиват задачи од него кога све треба да се уредат. Тоа се сведоштва автентични на присутни на тие состанови. После тоа, вика, ние бевме во шок кога видовме тие спектакуларни апсења со масовно непочитување на начелата на презумција на невест, на која толку многу сега се повикуваат, а толку многу се внимава и ги галат во овие постапки, односно тоа тие што правеа. Со специјалци дома, со малтретирање, па враќање, не им се допаѓала снимката, па уште еднаш вратете се да ве преснимиме фамилијата, како страда фамилијата, како реагира. Тоа беше невидена тортура. Невидена тортура во притворите, во затворите. Но што е? Каков налог добиле од кабинетот на Груевски имел? Или некој пат тоа се чувало по телефон од кафана, можете да слушате од бомбите. Така поминуваше и во прва степен, и во втора степен до Врховен суд. Зошто вас ве Тоа е. земаа на фамилијата? Они имат своји причини, лични се првенствено. Вие предпоставувате зошто? Јас знам точно зошто, затоа што им бев ноќна мора на нивната совест. Во која смисла Кој се? се, што се, како се. И, Споделете со јавност. и за сега овде емисијата е од друг тип, ќе кажам само толку. Таа ноќна мора, и затоа постојано ме лепели на терористички организации, на не знам кои, за да обезбедат, пазете, пимерки. И добро, на крај направија тоа што направија за дела за кои не се надлежни. Тоа е казниво. Што го работеле, не само во овој случај, во сите други случаи на политички монтираните или мотивирани. ја ги Како нарекувам сега криминални. ќе успеете да го докажете тоа Владата- со оглед на тоа што нема посебен закон, туку треба да се користат точно. вонредните Правни лекови. правни лекови. Вие И нови следевте докази. активноста на комитетот и на трибините и Да. во неможност, ние свативме објективна неможност во тоа темпо на закони, дека овој закон да се донесе. Да. Владата се одлучи да ја видиме правната рамка и донесе заклучоци на 15 мај оваа година да се виде и ги задолжи органите на извршната власт пред се МВР да ги не ги направат достапни сите податоци и информации за монтираните случаи поединечно на представителите, бидејќи тоа е уредено во Законот за внатрешни работи и без овие заклучоци. Заклучоците значат само афирмација на законите. Но што се случи? МВР е последното најсилно упориште и ден денеска на претходниот режим. На почетокот, да, вие бевте сведок,
Најнаш кога излегува, затоа што многу од тие лица се уште таму, што учествувале во овие постапки, се почувствува изгледа лично загрозени, го блокира целиот процес. И сега испаѓа следното. Ако за цела меѓународна заедница, овие што ги набројавме, и за целата јавност, и за сите нас, ни е јасно од каде почнало, МВР се однесува како да биле на Марс. За нив нема монтирани случаи, се било по устав и закон, ала Гоца Јанкуловска. Говорите за МВР Сегашно МВР. под водство на Оливер Спасовски. Да, за сега зборам, и ово нека му биде порека на сите, затоа што страдањето на овие луѓе се секојдневни и потешко го доживуваат него тогаш кога ги доживува тие настани. Дали резултатите... Затоа што разочарувањето во правдата е поголем. А Така. се сомнеш во правда никаде нема да отиде. Само момент, добив сигнал од режија дека ќе треба да ја вклучиме колешката Весна Велковска од Собранието. Да, може Дали би ја има имаме? некои нови моменти. Весна, Да, се слушаме, Јадранка. што се случува, Весна? Значи, еве, речи си по 50 минути од онаа најавена, од оној најавен почеток на продолжувањето на Собраниската седница за уставните измени, ние овдека уште очекуваме таа да започне. Во пленарната сала се поголем број на пратеници, но сите од мнозинството. Инаку, како што веќе знаат нашите гледачи, Собранискиот ден помина во преговори, договори, брифинзи, пресконференции, но нема финиш сега за сега на целиот овој ден. Во текот на денот неколку... Да, Јадранка? Не, ме интересира дали пратениците од ВМРО ДПМН се наоѓаат во Се Собранието? појавија воопшто и дали има изгледи да се одложи. Пратениците на ВМРО ДПМН се овде во Собранието, но не се внатре во салата. пленарната сала каде што се одржуваат седниците, нели? Така. Тие чекаат тука во холот пред вратата на салата Македонија и не влегуваат сега. Цела пратеничка група или дел? Веднаш излегуваат, да? Добро. Реков цела пратеничка група е надвор или дел? Дел ние горе од галеријата не можеме баш да го видиме тој момент, но поголемиот дел од пратениците на ВМРО ДПМН е се тука, затоа што дел од нив влегуваат, па излегуваат, па очекуваат и они да некаква разрешница од целиот овој собраниски ден. Добро. Значи, се уште нема никакви назнаки Нема дали финиш седницата ќе на- биде да, одложена нема или ќе се очекуван чека финиш, се уште. Да, нема очекуван финиш Добро, од Весна. денешниот ден, значи како што во текот на денот провеува веста дека се обезбедени 80 пратеници кои можат да ги изгласаат уставните измени, па потоа провеува веста дека фалат уште 1-2 пратеници, па потоа имаше неофицијални информации дека можеби ќе се одложи за во среда, но оваа можност станува се помала, значи Весна, се ти очекува- Да. остануваш во парламентот. Так, Јас се да. надевам дека ти ќе се вклучиш и во вестите, Така. кои што по Така, да. завршувањето на овој разговор ќе следат. Ова психолошка војна. Нормална околност и трпение треба малку. Така, застанавме кај Да. монтираните процеси за кои вие нели оформивте и дали комитет. несоработката со МВР или декларативната соработка во голема мерка се должи на тоа што многу тешко одат и промените во МВР. Па, И се уште од оние луѓе, вие спомнавте што учествувале во монтирањето на судските се уште процеси, се на се уште раководни се позиции. таму. Позиции, да. Секако дека има влијание тоа, но ево нека им биде и порака до нив. Ако во сите извештаи, не само од извештаите и препораките на ПРИБ, него ево и последната одлука на Европскиот совет, прочитајте, топ 2 услови, проследене со услови, нели? Што е? Реформа на разузнавачка безбедносната заедница. А добро, И судството. почна некакви промени, ама Ние си сега по- се е застанато. Да, се уште модели се Јордана беше барат. присутна, јас јавно ги пофалив на трибината, дека првиот чекор со измените во Законот за следење на комуникација со формирањето на оперативно-техничка агенција навестуваше дека ќе почне, затоа што и тој е еден дел. Меѓутоа, формирањето на ОТА, тој е технички сегмент. Ако направиме една скала од 1 до 100,
што све треба да се изреформира таму, тоа е прилика 2% од работата. Фала Богу, таа и питај Бога кога ќе почне да работи. Уште нема буџет, нема ништо таму. Ми спровоцира, вие бевте директор на... Подсекретар. Подсекретар, добро, шеф на таа служба. Како е можно, нели, да се врши масовно прислушување во таа служба, А сите да молчат? А сите да молчат или да не знаат? Може ли министерот да не знае? Како не може? Вие да прислушувате, да речеме, како што сакате, а министерот да не Тоа знае? е нонсенс. Па ево што се јас запрашував. Како е можно да толку масовно се случува, а сегашно раководство вика не се било по устав и закон. Пазете. Борбата против злоупотребите е водил СЈО. СЈО работи, не знам дали знаете. Ама СЈО кажа дека има без налози прислушување. СЈО работи само на 3% од незаконито прислушкувани разговори. Значи само 3. Каде се злоупотребите уште потешки од Да, овие тоа борби. го кажа Например, Лазаревски во неколку Каде прилики, се? дека ова е само мал дел, да. Тука се најтешките последици, кај што имало притвори, кај што имало, немате представа, не можам сега да ви ги опишувам, кои последици по семејствата, по фирмите, рекет, уцени, малтретирања. И сега кога ќе ги слушнете, вчера го слушав сега- Владко Ѓорчев кој говорат ваков терор немало, Не. се апсат во... Па не би му посакал да се замени, па да видиш што значи тортура. Ево Кога ви ги кажувам, слушате така, меѓу другите работи, и не беше доволно што само што ќе го притворат некого незаконски, него се јавува по фамилиите, да му се опшуват, да ги потресуват. Сопругот или таткото ви почина, па фамилиите, може да замислите што прават. До таму одеше тој терор. За време Ама на сега- вашето претходно гостување во оваа телевизија, вие рековте дека масовното следење на комуникациите може да го направи само служба. Само служба. Не постои начин. жолто комбене. Ма не, жолтото комбе извира од тие што го правеле тоа, па не знаеле како да се одбранат во легендата, бидејќи на вистина купиле они тоаш две и рекле, пошто ги притискал, ајде премиерот, измислете приказ на како да се браниме. Па кажете дека има некои комбиња, нели купивме две комбиња. И он излезе на прес, кажа, иако знаел дека тоа се случува, ама парадоксот е што тој им го правил на другите, им го правил на министрите, заправо братучедот негов, секако во договор со него, на пратеници, на суди и на сите, најно се е крунски доказ да е изведен пред правдата. А братучедот се уште е на чекање. Но друго ме загрижува мене. И во сегашниот закон со измените за следење на комуникациите, кој треба да даде некаква гаранција за надворешната контрола. Во законот за внатрешни работи направени се инструменти за внатрешна контрола. Значи, тоа е побитна него надворешната. Надворешната мора да го обезбеди оно што значи од независен, односно собраниската комисија. Погледнете ги извештаите во изминатиот период за време на владењето на Груевски и Милков. Во сите извештаи пишува дека се е по устав и закон. Така. Кој одеше во Собраниската комисија, во собранието да го брани тој извештај? Не одеше Мијалков. Оде истите овие кои се раководство. Како очекуваме ние реформи во МВР од тие луѓе? Добро, Собраниската комисија не можеше ни увид да направи ни во МВР. Па, тоа е еден аспект, ама аспектот е тие знаеле дека има незаконито прислушување, знаеле дека има незаконити примерки, а пишувале и ги бране во собрание извештаите дека се е по закон. Сега, Така. Ама очигледно ќе знаеле имаме и добар- главните актери што Ама се и се сегашното осомничени раководство се тоа. и не случајно велеле она на М или Да. Не, тој што знаел или се сомнил? тој што Е, таму знаел. ни се отпорите. Така, ама ние имаме сега постојано ВМРО ДПМН зборува и за крвавиот четврток, Да. и за случаите од СЈО, дека е тоа политички прогон и политички монтирани процеси. Па се тоа е нонсенс, значи што зборуваат. Јас еднаш мислам со вас бевме тоа што го кажав, дека ово дело како што е дефинирано во кривичниот законник терористичко загрозување на Ова зборувате уставниот за поредок, 27 април. не ќе може да го издржи тестот на второстепената и третостепената постапка ако не бидат изведени пред лицето на правдата нарачателите и организаторите.
Зошто? Затоа што тој кривично дело против државата и по дефиниција подразбира терористичко загрозување со намера да се насилно освои власта или насилно да се урне или насилно да се задржи. Значи, ако нема нарачатели и организатор, мислите ќе пропадне Валјда не верувате процесот? дека Нинџа сакал да стане премиер. Да. Да. Него сега го земав за пример, да му се извинам што го Добро, земав, тој ни меѓутоа текна на памет. обвинителството ја остава можноста и за Да, па сега, проширување на тоа е истрага. они што ги загрижува. Они се сите добро, сите знаеме, ама се правиме дека не знаеме. Кој ги повикуваше? Не седете дома во папучи, излезете пред собрание. Така? Добро, ама човекот не беше тука Да, па он во сите тој случаи, четврток. кога го гледате на слика, просто ќе го зажалите. А кога видите што работел, ќе се чудите како монструм бил. Во сите случаи, во нашиот случај, а дојдеше некоја ваква акција, он бегаше надвор. Он не бил во Македонија, а нарашал со вратучен. Да. Така го направи и за настаните од 27 април. Он е во Виена, да учествуваше таму, пред секоја една голема акција што се случуваше. И затоа викат политички нарачување. Не е ли Не е малку политички нарачување. чудно и улогата на Па сето- поранешниот председател на собранието Точно, во целиот овој точно. случај? Точно. Без Кој што има можности да повика за Да. силување, Па не само тоа. собраниско, туку и Не само да ја тоа. алармира и полицијата. Спротивно на уставот. И деловникот на Сорбане го узурпира преседавањето. Да попречи конституирање на парламентот. Што е тоа ако не е загрозување на уставниот? А не давање мандат на едно парламентарно мнозинство, каде е улогата на И сите шефот тие наслови на Ѓорги Иванов, Ги председател. гледавме ние Иванов. на екраните, нели? Ево да не нагаѓаме. Сега овие исти се викаат и била повредена презумцијата на невидност. Каква презумција која нас не ни кажал обвинителот, го гледавме на телевизиските екрани, се оно што се случуваше таму. А во нашите случаи, без да постои било какво дело, специјални единици праќаа по куќите. Деца, ќе ги гледате снимките од документарните епизоди што ги снимавме, по 2 часа да му стои на врат на дете, да прават претреси, јако знаат дека тука живее сопругата, не живее сопругот. А потоа и снимките ода Па после Во ќе јавност. гледат снимката, не им одговарала, режисерот нарачал, ај вратете се уште еднаш да повториме. До таму се одеше. Ето не е нарушување на презумпција на едност, и снимките беа објавувани, ево конкретно во нашиот случај, ние уште не појдени во суд, се беше објавено од спектакуларните приведувања, одлуката за притвор, а одлуката дојде наредниот ден. да, дури Добро, имаше господине некој- Богоевски, Може да мислите кој се зборуваме жали на тоа. цело време за заробена држава. Вие ја развивате и тезата дека заробената држава била раководена од една скриена држава. Точно. Излегуваме ли барем за малку од заробената држава или Ова- се уште сме во тој маѓевсен круг? Не сме ни на почетокот, него се надзира почетокот ако ово се заврши успешно. Да, да. Зошто? Затоа што помеѓу другото, НАТО не е само воено-политичка организација. Клучен сегмент е во НАТО владењето на правото. И нас ни е влезница и за Европската унија. Ево сега скринингот ќе видите што ќе покаже. Ние сме нефункционална држава, кај нас не постои поделба на власта, било кој што ќе ја освои извршната власт ја има на располагање и законодавната, и судската, и медиската, целокупната власт. Поделба на Па плен. каква е таа држава? А кај нас лидерите на политичките партии кои го суспендира уставот, значи граѓанскиот суверенитет дефиниран уште 91 година до селотворците, со изборниот законник. Го сменја изборниот модел и сега никој не гласа за пратеници и затоа денес имаме ваков проблем. Гласа за листи кои никој не ги познава. Зошто? Па полесно му е на шефот на партијата да ги командува, затоа што ќе го снема од листа. Плюс овие се менични должници. Тоа е маката со која треба да се проговори јавно. Секој пратеник на ВМРО ДПМН има персонална меница подпишана. Каде се мениците? Тие меници сите ги зборат, но
Сите Никако знаат. јавно да си Па признаат. се плашат да не бидат активирани, бидејќи се на фирми дадени. И ако ме активират, што ќе прават они? Тие се на големи износи. Па како да имаме пратеници кои стравот ги Ги движи. ги диригира ставовите. А гласноговорниците од ДПМН се викат, овие се народни пратеници. То не се народни пратеници, то се менични должници. Закрепостени. Да. Затоа сум оптимиста и не треба голема драма да се прави. Кај нив е драма и треба да биде драма во политичката партија и одлуките што ќе носат, они се свесни дека се тешки. Или ќе се самоуништат, или ќе се обидат. Каква да направат политичка иднина му прогнозирате на Христијан Уцковски? Тоа без разлика на името, презимето, ви кажав дека они немат иднина ако навистина продолжат со ова безсмислена кампања на лажен патриотизам. Прво, ево сакам да им порачам, дека тој, ни најобичниот човек не им верува во патриотизмот и најмалци има право да се повикуваат на народ, бидејќи толку и толку не излегле на гласање. Прво и прво сите знаеме колку има во Македонија, повеќе од 1.400.000 не сме во моментов. Второ, и тие што не излегле, не се сите на ДПМН. Јасно. Времето Нашата помина. колешка Джигуманова е на својата позиција. Време е за вестите. Богоевски ви благодарам што бевте наш. Благодарам И и од јас, своје име. гости. Секогаш сте интересен соговорник. Исто ви благодарам и од почеток ако мислевте да ме преплашите меѓу две плавуши, да ми беше многу пријатно. Почитувани, ќе следуваат вестите. Ние се гледаме повторно следниот петок. Како што знаете, понеделник ваш домаќин е колегата Сашо Ордановски. Пријатно. Пријатно и од мене.